Време е за една инспиративна приказна со која што ќе го заокружиме ова денешно издание на Македонија на Аутро, а ни доаѓа од младите, паметни и амбициозни умови од Македонија. Со нас утрово во студиото се студентите Марко Доневски и Елена Тодорова од ФЕИТ, дел од тимот што ја освои првата награда на меѓународниот инженерски натпревар во Турција. Развија иновативна технологија, сензорски систем за следење на рехабилитација по повреда на колено, со кој рехабилитацијата може да стане попрецизна, побрза и попаметна. А за да јас не бидам попаметен во ситуацијата, бидејќи сакам многу детали да слушнам од нашите млади гости утрово, ќе ги поздравам нашите студенти и благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Македонија на Аутро. Ви благодариме вас на поканата. Многу ни значи кога вака медиуми сакаат да промовираат идеи млади студенти. А свесни сте колку на нас ни значат овие ваши успеси кога сите зборуваме за одлив на млади мозоци и кога вака ќе ни се појават студенти со вакви креации, вакви уникатни, инспиративни приказни, така да од името на гледачите ви благодарам и верувам дека ќе уживаат со нас следниве 15 на минути. Ајде малку да зборуваме за тоа како изгледа патот од идеја до прво место на еден светски натпревар. Прво да честитам секако на вас и на уште една ваша колешка која што од оправдани причини не е со нас денес, така да ја поздравиме. Поздрав за Маја Наумовска, значи ние бевме тим од тројца студенти. Марко, јас и значи сме трета година студенти, додека Маја е втора година студент. И заедно под менторство на Александар Крлевски го представувавме факултетот на тој натпревар во Турција, ИКМС натпреварот. Така. Марко ќе зборува повеќе за тоа како доаѓа од идеја до натпревар. Нас ни стигна мејл на факултетот, покана за натпреварот да се пријавиме. Сега прво има фаза на селекција каде што се пријавуваат повеќе факултети од Европа и светот, дури Америка, Канада. И тој првиот процес на селекција каде што ти го праќаш твојот труд и они ти кажуваат дали си ти избран да бидеш дел од натпреварот во живо или сепак не ти прошла идејата. Нашата идеја дојде од повреда на нашиот асистент што воедно е ментор на нашиот проект, што имаше скинат лигамент 2 години пред тоа, а темата на самиот натпревар беше биомедицина и употреба на вештачка интелигенција во биотехнологија. Па од таа негова повреда на коленото, ние дојдовме до идеја како може полесно да се реши процесот на рехабилитација на самиот пациент при таков тип на повреди. Така да малку е и лична приказната што уште повеќе не мотивира да го сработиме тоа што го правевме. Така. Во изјавите кои што ги читав секако за останатите медиуми кажувате дека идејата се базира на сензори кои го детектираат напредокот на пациентот. Ајде малку да навлеземе околу тоа да објасниме како функционира системот, што точно мерат сензорите и како се пренесува информацијата до апликацијата. Значи вака самиот систем има два дела, хардверски и софтверски аспект. Хардверски дојде токму сензорите кои вие ги спомнавте. Тоа се бежични сензори кои ги поставува пациентот во рамките на неговиот дом во областа на неговото колено. Еден сензор над коленото и еден сензор под коленото. И целата идеја е ваков тип на сензор се нарекува Internal Measurement Unit и ги собира внатрешните податоци за движењето на коленото, односно свиткување и стегнување на ногата, ротација на коленото, па дури може да определи дали пациентот прави компензација кога гази во однос на здравото колено, што е многу важно за на крај да имаме ние слика дали пациентот кој добил целосното движење назад пост операција. Значи, откако овие податоци ќе бидат собрани од страна на сензорот, потоа со помош на таа вештачка интелигенција, всушност ние споредуваме дали нашиот пациент прави точно вежби или не. На кој начин? Самата вештачка интелигенција всушност ни представува база на податоци од реални пациенти добиени од болници. И сега самата база на податоци се состои воедно и од точно изработени вежби на пациенти и грешно изработени вежби. И сега доколку самиот пациент прави одредена вежба и ние споредиме дали точно ја прави, тогаш самата вештачка интелигенција може да ја прилагоди вежбата и на некој начин да ја персонализира со цел пациентот да добие предизвик за побрзо да опорави. Но доколку пациентот грешно ги прави вежбите или гледаме дека не го добива предвиденото оправување, тогаш се крева буквално црвено знаменце и самиот доктор се информира дека неговиот пациент не ја добива потребната грижа, од кои причини и зашто.
Сето ова идејата да се следи во рамките на домот на самиот пациент, да нема потреби од посети во болници, чекање со редови и со сати буквално и да мора пациентот да оди физички во болница, а самиот доктор ќе може буквално со помош на клиничен дешборд да прави онлайн консултации и да може да го следи и да го пази всушност пациентот како му се одвива целиот тој процес на рехабилитација. Кажете, идејата е по повреда на ваш асистент. Да. Пристапивте кон креирање на оваа идеја, па му кажавте како изненадување или сите заедно влеговте во процесот од самиот почеток? Какво беше неговата реакција, бидејќи е навистина еден убав, инспиративен, но и личен момент? Па, искрено, ние сме демонстратори на неговата катедра и сме до некаде блиски. Отидовме кај него со самата идеја, му пристапивме и искрено беше изненадан како сме дошле ние до тоа, бидејќи нима зборувано самиот за тоа колку му била тешка самата рехабилитација. И потоа од самата идеја па до процесот на нејзина реализација беше цело време тука со нас, ни помагаше во се што треба понатаму. Така. Ајде малку околу комбинацијата на техничкиот и медицинскиот дел од проектот. Дали имавте соработка со физиотерапевти или ортопеди во самото развивање? Тоа што нас ни беше потребно да го добиеме од докторите и се уште ни е потребно да го добиеме од докторите е голема база на податоци која што ние ќе можеме да внесеме во нашиот модел на вештачка интелигенција за да биде доволно точен за да може реално да се употребува. А таа база на податоци не е 10 пациенти или 20 пациенти, туку илјадници пациенти за самиот модел на вештачка интелигенција да биде добро истрениран и да не прави грешки. Така. Сега малку е комплицирано кога барате нешто од самите болници, бидејќи сепак се тоа податоци за лични пациенти, е малку потешко да се добие пристап до нив. Сега сме во таа фаза на прибирање податоци и барање поддршка од самите болници, а тоа што го направивме во нашиот дел беше тоа што успеавме да го најдеме на интернет. Така. Сега малку и околу мерењата, околу резултатите од тестирања, колку се тоа ја прикажува реалната клиничка слика на рехабилитација? Што велат првичните тестирања? Па вака, во однос на нашите податоци што ги добивме од интернет и со тоа што ние тестиравме, добиваме некаде точно со околу 93-94%. Да. А интересно Сигурно вие не очекувавте толку на самиот почеток? Не очекувавме, да. Видете, до сега, пример, земјите како што се Америка, па и дури дел од европските земји веќе почна клинички истражувања конкретно на оваа тема, што значи дека е доста актуелна. И целата идеја, особено во Америка, е како побрзо да ги опорават спортистите. И на некој начин тајни и таргет групата спортисти, млади лица, воедно и стари лица кои имаат ваков тип на повреди. И ако успееме навистина ова да го доведеме до прак на точност 99%, мислам дека ќе биде одлична асистивна технологија за физиотерапевтите и понатака за подобрување на целиот рехабилитацијски процес. Да, јас сакам само да ги замолам колегите од режија, мој пропуст е, сум заборавил во синопсисот да ги внесам и фотографиите, чинам дека се пишани инсерти за разговор студенти, од кои што успеав да ги најдам, се разбира од вашиот надпревар, кој што беше во Турција. Ова беше проект за студентски надпревар. Кои беа најголемите предизвици при развојот, кога зборуваме за технички, логистички, фондовски, како ги надминавте? Па, искрено, мора да го пофалиме факултетот, ни помогна максимално се што можеше да ни даде и да ни обезбеди во рамки што може да се обезбеди, ФЕИД беше тука за нас. Сега, тоа веќе го зборував, дека имавме проблем кога отидовме таму, дека другите имаат некои повеќе услови од нас, нашето е онака, ние го извадивме максимумот од тоа што го имаме ние. Не, мислам, можеби е тоа предизвик, ама во исто време и мотивација да сработиш, бидејќи си успел да освоиш прво место, а знаеш дека имаш попрестижни универзитети што се натпреваруваат со тебе. И кои што имаат поголеми средства за да ги поддржат своите студенти. Што мислите колку евалуацијата на напредокот во класичната рехабилитација е субјективна? Како вашата иновација може да донесе повеќе објективност и сигурност? Значи вака, целата идеја за нашата иновација е всушност да биде асистивна технологија, не е да ги замениме физиотерапевтите, туку да им помогнеме. Најголем пропуст се прави при ваков тип на рехабилитација во пострехабилитацијскиот период, затоа што пациентот кога ги прави вежбите дома нема реален и директен фидбек за тоа дали прави точно вежба или не.
И сега не е проблем да ги прави вежбите за време на присуство на докторот. Тогаш докторот може да му каже точно правиш, односно грешно правиш. А вака дома кога треба да ги прави вежбите, голема е веројатноста повторно да се повреди и да се пролонгира целиот тој процес, па може и да доведе до повторна операција, компликации и низа други работи. И затоа мислам дека нашата иновација е објективна од тој аспект, затоа што конкретни податоци споредуваме со веќе постоечка база и може сето тоа да се персонализира конкретно за одреден пациент. Не е баш за еден човек. За еден човек. Да. Ајде малку и околу, сега да навлеземе, кажавте дека добивте секако поддршка, но ајде малку и за менторството, за поддршката од ФЕИТ, лаборатории, насоки и така натаму, малку повеќе детали да ни раскажете околу целото тоа? Значи, ФЕИТ е отворен за соработка максимално кон нас. И кон нас медиумите морам да пофалам, имате одлични професори, така всушност и дојдовме до вас. Таму каде што работевме, дел од проектот беше лабораторијата по физика, дефинитивно отворени за соработка од таа лабораторија и нашиот ментор. Сега од тука натака процесот што ни е потребен е набавка на материјали кои се вистински реални сензори што се чинат малку повеќе фари, но од друга страна добивме пред месец и пол во Ману на стартап надпревар награда за самиот проект, па се надевам дека дел од тие средства сите средства ќе ги искористиме за тоа, но ќе бидат доволни да ни помогнат во развој на финален продукт. И еве вака отворено бараме поддршка доколку е некој заинтересиран за да го разработиме, бидејќи сепак се потребни. Вака да апелираме и до нашите големи компании кои што поддржуваат иноватори, кои што поддржуваат студенти. Еве ова нека биде јавен апел, јас ќе го објавам ова и на социјалните медиуми, па се надевам дека ќе придонесеме кон тоа да се расшири овој наш апел и да ја добиете таа поддршка бидејќи ја заслужуваат. Зошто ја заслужуваат? Ете се вративте од Турција, да се вратиме повторно на тоа, ги видовме и фотографиите. Конкуренцијата сигурно беше голема таму. Ни кажавте со какви ваши колеги од какви други универзитети требаше да се надпреварувате. Какво беше вашето чувство кога беше прогласено вашето решение за најдобро? Ние македонците знаеме за скромност, но си знаеме и за кога сме велат поскромни, подобри резултати даваме. Убаво кажавте и пред малку. Како беше чувството кога слушнавте дека сте прво место? Надпреварот е поделен во 2 дена. Вториот ден влегуваат 8 универзитети во финале. И ние презентиравме првиот ден и тоа македонската скромност беше дека не знам ни дали воопшто ќе стигнеме. Важно е да се учествува, ние така велиме. Па добро, не отидовме така, ама кога видов... Не, така си велиме, ама инаку сме навистина храбри и сакаме да одиме до крај. И дознавме дека сме во финале и тука веќе се опуштивме малку, добивме мотивација дека сепак може да победиме. И искрено, прекрасно е кога ќе го чуеш името на твојот факултет, твојот универзитет како прво во нешто каде што знаеш од колку мала земја потекнуваш и колку има повеќе финансии некој друг факултет, поопремени лаборатории, што не е кривица секако на нашиот факултет, но едноставно бевме стварно среќни и исполнети и свативме дека можеме и од Македонија ако сакаме. Така. Епа сега наши драги млади студенти, што следува понатаму? Ако можам така да прашам, ете, овој проект треба да се, од студентска идеја да се донесе кон реална примена во клиничка пракса. Значи, понатаму кажавме дека бараме луѓе кои што ќе го поддржат. Така. Значи, понатаму би било реална набавка на тие сензори, потоа да склучиме можеби некој договор со нашите болници тука, со цел да ги добиеме тие податоци, за да може да се прошири таа база на податоци и понатака секако средства, за да може целиот тој процес на клиничко испитување да тече без никакви попречености. И така би изгледало. Која ќе биде вашата порака, вашиот совет до другите студенти и иноватори, како да ги идентификуваат вистинските проблеми, да создадат решение и да се пуштат смело на меѓународни сцени? Некако вие од ФЕИТ сте ми најхрабри кога зборуваме за меѓународните сцени. Само треба да бидат доволно храбри и секако доволно храброст и смелост да имаат, а другото само по себе ќе си дојде. Така. Ви благодарам многу, се надевам дека за некоја година нема да разговараме преку Skype, преку Teams од некоја друга земја. Се надевам дека ќе ни останете дома, државата ќе направи доволно да ги задржи овие наши млади иноватори, па да се гледаме за други теми и за други ваши иновации. Ви благодарам што бевте дел од Македонија.